Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, информацијата за висината, структурата, транспарентноста и намената на јавниот долг на Република Македонија, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз заедно со другите опозициони партнери ја поднесе најмногу затоа што владата во изминатиот период од 2009 година навакај ги крие податоците за јавниот долг на Република Македонија. Еве, почитувани граѓани, и денеска може да видите дека на ова расправа по оваа информација нема представник од владата во Собранието на Република Македонија, на која што би можеле со најкомпетентните од Министерството за финансии, кои што ги имаат сите податоци за јавниот долг на Република Македонија, да дебатираме. Тие денеска не се присутни во салата на Собранието на Република Македонија. Предпоставките се дека не сакаат јавно да се соочат со опозицијата и да дебатираат за јавниот долг на Република Македонија. Но, очигледно, ја гледаат седницата на Собранието на Република Македонија и се надевам барем ќе ги слушнат нашите забелешки и во иднина нема да ни се случува она што досега беше пракса во управувањето и изнесувањето на податоците за јавниот долг на Република Македонија. Сакам да ви го прочитам членот 27 од Законот за јавен долг во главата 6, каде што стои транспарентност на јавниот долг. Овде стои дека регистарот за јавниот долг и регистарот за издадените државни гаранции се достапни за јавност. Годишниот извештај за управување на јавниот долг се разгледува од страната на владата на Република Македонија и се поднесува за информирање до Собранието на Република Македонија. Ставот 4. Информациите за јавниот долг и извештајот од ставот 2 на овој член Министерството за финансии ги објавува во билтенот на Министерството за финансии и на својата веб страница. Ова е веб страницата на Министерството за финансии, која што ги содржи податоците за извештаите за јавниот долг. Последен годишен извештај е за 2009 година. Од 2009 година Министерството за финансии не ги објавува податоците за висината на јавниот долг во Република Македонија. Почитувани граѓани, зошто владата се одручи на ваков чекор и не сака да ги објавува јавно податоците? Оние податоци кои што се однесуваат на состојбата на јавниот долг во Република Македонија и кои што Министерството за финансии ги објавува на својата веб страна, се однесуваат на долгот само на централната влада, кој што е дел од јавниот долг на Република Македонија. Но и овие податоци треба да не загрижуваат. Овие податоци покажуваат дека од 2008 година до сега долгот на централната влада на Република Македонија е практички дуплиран. И на 30.11.2013 година истиот изнесува 2 милиарди и 727 милиони евра. Ако во 2008 година долгот на централната влада изнесува 1 милиарда и 386 милиони евра, почитувани граѓани, овој долг, оваа влада за 5 години го дуплирала. Ако сите претходни влади за 15 години од осамостојувањето на Република Македонија создале долг од 1 милиарда и 386 милиони, оваа влада го дуплирала и достигнал износ од 2 милиарди и 727 милиони евра. Тоа изнесува 34% од бруто домашниот производ. Ваквото темпо на задолжување на владата ќе продолжи и во наредните периоди. Самата влада во фискалната стратегија за периодот од 2014 до 2016 година си предвидела
дека не да го намалува својот долг, туку дека во 2016 проекцијата е дека долгот на централната влада ќе изнесува 37,6% од бруто домашниот производ. Сакам да ве потсетам кои се таргетите кои што владата ги има утврдено во последната стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за периодот од 2010 до 2012 година. Така во оваа стратегија стои дека вкупниот јавен долг на Република Македонија не смее да надмине 40% од бруто домашниот производ. Државниот долг на Република Македонија не смее да надмине 30% од бруто домашниот производ на Република Македонија и дека гарантираниот јавен долг не смее да надмине 10% од бруто домашниот производ на Република Македонија. Ако ги споредиме овие таргети кои што владата си ги поставила сама во последната стратегија, ние само ќе видиме дека долгот на централната влада го надминува таргетот на државен долг и изнесува според податоците на самата влада 34%, а треба да биде 30%. И тоа треба да не загрижи сите. Ако ги земеме податоците од последниот извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2012 година, ќе видите дека јавниот долг изнесува 45% од бруто домашниот производ на Република Македонија или, почитувани колеги пратеници, изнесува 3 милиарди 387 милиони евра. Значи, владата ги пробила целите или границите на јавен и државен долг кои што самата си ги поставила. Владата не ги почитува собствените одлуки кои што ги донела во една стратегија и се задолжува прекумерно од она што самата сметала дека македонската економија, македонските даночни обврзници можат да го остварат и Република Македонија може да го враќа. Но оваа влада, за жал, не само што повеќе ја задолжила Република Македонија од она што сама си го поставила како цел, туку имаме ситуација да оваа влада го крие својот долг. Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, владата дел од своите кредити ги префрла на јавните предпријатија во државна собственост. Само на две јавни предпријатија владата префрли 103 милиони евра од долгови и обврски превземени од самата влада. 17 милиона и 603 илјади евра префрли на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, додека 86 милиони евра префрли на јавното предпријатие за државни патишта. Ако овие податоци беа вкалкулирани во долгот на централната влада, долгот на централната влада ќе надминеше 35%. За да може владата дополнително да креира нови долгови, не само што префрла долгови на јавните предпријатија, туку и на самите јавни предпријатија им ги брише долговите. Ова собрание од 2008 година до денес има донесено закони со кои што на јавните предпријатија и друштвата во собственост на државата има избришано обврски од 220 милиони евра. Се сеќавате на долговите за претварање на побарувањата на државата во македонски шуми, во македонски железници, во АД Колска, во ЕМО, во ОХИС, во Тутунски комбинат. Ги криете и вештачки ги намалувате
долговите само за да прикажете дека Република Македонија е помалку задолжена земја. Колеги пратеници, оваа политика на владата не запира тука. Само во 2013 година креиравме нов долг преку буџетскиот дефицит од 313 милиони евра. Во 2013 година ова собрание донесе закони со кои што јавните предпријатија во државна собственост се задолжуваат за нови 720 милиони евра. Значи, долгот на Република Македонија со оваа политика на владата ќе расте. И дополнително ќе се создаваат проблеми како овој долг понатакај ќе се враќа. И затоа ве повикувам денеска за оваа информација. Предпоставувам дека на дел од колегите од владеачкото мнозинство ви поделиле материјали со кои што ќе опонирате на аргументите на опозицијата. Добро да размислите за што зборуваме. Зборуваме за иднината на Република Македонија. Ако веќе во Република Македонија за јавниот долг зеленото светло е одамна изгаснато, сега цвети портокаловото светло, почнува да трепка црвеното светло. Кога ќе се запали црвеното светло, после боли за сите граѓани поради мерките што треба се превземаат. Живеете на кредит. Ја задолжувате Република Македонија. Ги задолжувате идните генерации. Ја уништувате иднината на државата. Вашите мерки, вашите кредити до сега не донесоа ништо добро на оваа држава. 230.000 македонци си заминаа. Луѓето немаат екзистенција овде, а долгот ви е дуплиран. Уште по 650 евра го задолживте секој граѓанин на Република Македонија. И тие пари треба некој да ги враќа. Ако не сте успешни, ако немате визија, ако немате идеја како треба да се трошат парите на македонските граѓани, немојте да ги задолжувате заради само останување на власт уште некоја година. Колеги пратеници, ако продолжите со ова темпо и со овој начин на задолжување на Република Македонија и со трошење на парите на граѓаните на Република Македонија од тие кредити, после вас тешко дека некој ќе може да се справи со таквата ситуација. Го почнувате она што и се случи на нашиот јужен сосед. Зимате кредити, ги трошите непродуктивно. Зимате кредити, ги трошите само за реклами, споменици и за барокни фасади. Тоа не е добра фискална, кредитна, економска политика за Република Македонија. Со ваквиот начин на владење можела секоја влада да купи 3-4 години власт. Ама кај тие влади постоела одговорност во однесувањето и во задолжувањето. Кај вас очигледно фали чувството на разум и на одговорност во задолжувањето. Вие денеска не мислите како да креирате политики. Вие мислите само како да земете кредит. Како да земете кредит и да го потрошите непродуктивно. И затоа би сакал искрено оваа информација да разбуди совеста за одговорно однесување на власта со парите на даночните обврзници, граѓаните и стопанството во делот на понатамошното задолжување на Република Македонија. Ке брзо црвеното светло, кажав, е запалено. Немојте да дозволите да влеземе во процес во кој што ќе треба цената кој што ќе ја плаќаме да биде уште поголема сиромаштија
уште поголема беда и уште повеќе граѓаните да мора да плаќаат за оваа неодговорна политика на владата.